Кратово. Добар ден, победничко Кратово. Добар ден за ВМРО ДПМН. Добар ден за Социјалистичката партија. Добар ден за сите политички партии од коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, денеска сме собрани на една недела пред завршување на кампањата. Кампања која преходни на изборите на 11 декември, на која што мнозинството граѓани, убедливото мнозинство граѓани ќе даде масовна, огромна подршка на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Граѓаните имаат многу причини за тоа. Прво имаат причини заради одработеното досега од страна на ВМРО и коалицијата. Нашиот минат труд, нашите остварени ветувања, нашите реализирани програми и многу повеќе од тоа. Нашиот труд во минатото покаже дека држиме до зборот, дека за нас зборот значи нешто, дека работиме многу, создаваме многу, се грижиме за граѓаните. Тука сме и во добри и во тешки времиња, да помогнеме, да пружиме рака, да бидеме таму каде што е најтешко. Решаваме колку што можеме проблеми и решивме многу од нив. Се разбира, имаме уште многу за решавање, но многу од нив се решија. И тоа луѓето го знаат. Тоа е едната од причините зошто граѓаните ќе го подршат ВМРО и коалицијата, а ќе бидат против СДСМ. Но има и други причини, почитувани пријатели. Втората причина е новата понуда, новата програма на ВМРО и на коалицијата, во која што се нудат многу проекти, кои што ќе бидат од корист за секој граѓанин, кои што ќе решат многу други проблеми, ќе помогнат за подигнување на животниот стандард, на платите, пензиите, субвенциите, ќе помогнат земјата да продолжи да се движи напред, да се намалува невработеноста, да се решаваат многу други горки проблеми. Има и други причини. Една од причините е тоа што СДСМ ни го прави во овие 2,5 години на сите нас кои живееме во оваа држава. 2,5 години заради своји лични цели и заради целите на нивните сценаристи не држат во заложништво како држава, како народ. Се испазариле со некого да им помогне да дојдат на власт, а за возврат тие да му исполнат некои негови интереси. Тоа народот го препозна. И тоа е причина повеќе на следните избори на 11 декември СДСМ да биде жестоко казнет заради подценувањето на сопствениот народ, заради распродавањето на државните и националните интереси, заради непочитот кон сопствената држава и народ, заради тоа што и го прави на Македонија во овие 2,5 години и заради многу подценувања на сопствениот народ за кои подоцна ќе зборувам повеќе. Драги пријатели, тие минатата година побара предвремени избори. Веднаш им ги прифативме. Но кога дојде време за изборите, кога се доближа изборите во ноември, повторно ја вратија нивната тема за фантомските гласачи. Фантомските гласачи беа причината, односно поводот за почнување на политичката криза веднаш по изборите во 2014. Кога Заев излезе на пресконференција и кажа дека заради фантомските гласачи не ги признава изборите и нема да влезе во парламентот. И тоа му беше алиби да не влегува во парламентот и чекор по чекор да креира политичка криза во државата, да направи проблеми, проблеми со кои што губат сите. Ние колку и да се трудевме да донесеме инвеститори и донесовме, и да отвориме работни места, и отворивме, сепак можеше и многу повеќе да не беше таа политичка криза, тој хаос и тоа малтретирање што беше направено на народот од страна на СДСМ како инструмент на неговите сценаристи. Затоа, драги пријатели, кога се наближија договорените избори во април, уште во ноември СДСМ повторно подценувајќи го својот народ,
ја отвори темата за фантомски гласачи. Објави дека имало 500.000 фантомски гласачи во Македонија. Луѓе кои не постојат, а постојат само некои имиња во списоците за гласање, за кои што некој ќе заокружи и ќе стави ливче. Тоа не беше точно, се разбира, но лажеа колку што можат, и каде што можат, и каде што ќе стигнат. Лажеа 2 милиони граѓани, секој од вас беше лажен, секој од вас беше мамен, или барем имаше обид за тоа. Ја лажеа и меѓународната заедница. Лажеа каде ќе стигнат дека има 500.000 фантомски гласачи. Го поценија својот народ. Ние видовме дека ќе направат уште поголема штета на Македонија. Им дозволивме да се пролонгираат изборите. Затоа што за нас интересите на државата се пред се. Ние знаевме дека и во април ќе победиме, но видовме дека СДСМ, подпомогнати од некого однадвор, користејќи алагата за фантомските гласачи, ќе направат уште поголема штета за Македонија. И рековме во ред, нека се пролонгираат. Ќе дојде време, ќе си каже народот. Тие што не сватиле, ќе сватат. И еве го сега, драги пријатели, пред неколку дена, Државната изборна комисија, во која што тие имаат доминација, мнозинство, таа изборна комисија, таа Државна изборна комисија, ги објави финалните списоци за гласање, во кои што јасно стои дека не само што нема такви 500.000 фантомски гласачи, не само што нема да гласаат помалку, туку ќе гласаат 5.000 и повеќе луѓе во Македонија отколку на изборите во 2014-та. Каде се сега фантомските гласачи? Каде се тие 500.000 измислени? Па 300, па ги намалија на 100, па на 70, па замолкна. Можат сега. Ги нема. Нивната лага, ова беше мега лага. Ова не беше обична лага. Ова беше лага каде што свесно, знаејќи дека не е така, лажиш 2 милиони луѓе во државата. Каде се сега да излезат и да кажат како излезе работата 5.000 луѓе повеќе да има на изборниот список, ставени од нивната Државна изборна комисија. И ова е причина повеќе да бидат казнети на 11 декември. И ќе бидат казнети. Го знаеме сите тоа. И сега кога веќе го губат лото под нозете, кога се во паника дека губат, што ли не смислуваат за да го извадат од депресија нивното членство кое е во сериозна фаза на почеток на депресија. Прво тргнаа со тоа дека ќе ни била мала победата со 7-8 пратеници и тука била нивната шанса за широка коалиција. Им кажавме дека таа не ја бива, затоа што разликата ќе биде огромна, нема да биде мала. Ќе им биде срам да помислуваат на широка коалиција. Победата ќе биде огромна и тоа ќе биде победа на народот, победа на Македонија. Не само во СДСМ, туку врз многу други кои стојат зад нив во овие 2,5 години. Потоа тргнаа со други приказни. Се со цел да ги замаат луѓето. Во еден ден зборуваат дека сите анкети биле неточни. Тоа го збори Стево Пендаровски. Во истиот ден Шекеринска вика дека, односно обратно, Стево Пендаровски вика дека водат на сите анкети, а Шекеринска вика сите анкети се неточни. Веројатно е така. Што според Пендаровски водат на сите анкети, веројатно Шекеринска е во право дека сите анкети се неточни. Па потоа ајде извади анкети кај што навистина, како што тие посакуваат, водиме малку. И чии се тие анкети? На Спасов и агенцијата Рейтинг, која што пред изборите во 2014 прогнозираше убедлива победа на СДСМ. Таа агенција сега не прогнозира убедлива победа, туку мал пораз на СДСМ. Драги пријатели, стана смешни, стана прозирни, стана видливи. Стана веќе да и нивните членови почнуваат да се срамат од нив и од тоа што го гледаат. Затоа што има многу причини за тоа. Приказната со фантомски гласачи, приказната со широки коалиции, барањето да се пролонгира работата на СЈО,
се тоа работи во обид да се внесе забуна или во обид да се пролонгира кризата во Македонија. Треба да знаете, секој што сака да издействува широка коалиција или сака да издействува продолжување на работата на СДО од она што е договорено меѓу сите партии, тој всушност реално сака да продолжи кризата во Македонија заради некои негови цели и заради некои негови интереси, кои што не се интереси на македонскиот народ и на граѓаните на Република Македонија, туку се спротивни на интересите на македонците и на другите граѓани на Македонија. И затоа, сите ние, сите граѓани на Македонија, на 11 декември силно ќе се спротивставиме на нивните интереси и на нивните планови за Македонија, на нивните планови да не ја кројат капата како што наумиле некои други согласно нивните интереси. И масовно народот ќе излезе, ќе гласа за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија и против, силно против СДСМ и нивните сценаристи. Почитувани присутни, го слушаме сега Заев во еден страв, во едно бунило, во една паника, со едно викање, дерење, со навредување колку што може, ветува што ќе стигне, се и се што. Од рака ветување. Тука да дојдат да сретнат волку луѓе, кој знае што ќе изнакажат? Они не може да соберат волку луѓе, ама кога би ги собрале, тоа плати ќе се делат. 3 пати поголеми, тоа пензија едно 3-4 пати поголеми. Ако чуат некој да довикне на нешто друго, тамо не знам, субвенциите 6 пати поголеми. Луѓето се изгубија. Тие и порано го правеле тоа и затоа губа 9 пати поред. Ама сега се во тешка паника. Затоа што 2,5 години ја држаа Македонија во завозништво и резултат 0. Не само 0, него ќе претрпат најголем пораз до сега. Тоа ја прави нивната паника и страв уште поголеми. И затоа ветуваат што ќе стигнат. Само гледаат да измамат некои. Си велат да смислиме повеќе лаги, колку и да не ни веруваат, за секоја по некој ќе најдеме да ни верува, па така може ќе се соберат повеќе луѓе. За една ќе поверуваат 100 луѓе, за друга 200-300, за трета лага никој нема да поверува, ама може некој 400 луѓе ќе поверуваат. И така шират колку што можат повеќе лаги, за на секоја да се залепи по некоја бројка, па на крај да се соберат повеќе луѓе, колку толку да излезат со некаков чист образ од овие избори. Драги пријатели, една од тие работи е големата лага дека секој човек во Македонија ќе добиел по 500 евра годишно на крајот на годината од поврат од ДДВ 15% што тие ќе го спровеле. Ај што тие не се подавањето пари, туку само позимањето, тоа го видовме низ годините, туку даваат бројки кои што и добро не ги пресметале и не рачунале дека овој народ ќе пресмета. Го подценуваат. Јас цело време тоа го кажувам. Го подценуваат вашиот капацитет. Ве сметаат за луѓе со низок капацитет. И затоа ќе бидат казнети дополнително. Затоа што мислеле дека никој нема ништо да пресмета. Дека нема да пресмета, дека за да се дојде до такви 500 евра, потребно е секој човек во Македонија, секој месец, цела година, да троши по 2 до 2.500 евра, за да на крај ги добие тие 500 евра. Па кој овде во Кратово, кој во Штип, кој во Скопје, кој во Охрид, во Струмица, во Битола трошат по 2 до 2.500 евра секој месец, цела година. Колку се тие луѓе? Може би Заев, брат му Вице, кланот нивни. Ама во Македонија има многу малку луѓе што може да си го дозволат тоа. Зошто ги мамат луѓето? Зошто си поигруваат со чувствата на народот? Како може да помисла дека овој народ толку не ги разбира работите да пресмета што е нивната лага и да види дека е подценет? А подценет човек кој што е подценет најмногу дава од себе за да докаже дека тој што го подценил е далеку под него. И тоа народот ќе го покаже на 11 декември. Или да речеме ветувањето дека ќе носеле многу инвестиции
и со тоа целосно ќе го стопирале иселувањето од Македонија. Па да беше некој Заев нов во политиката, може би и некој ќе му поверуваше. Но Заев е 11,5 години властодржец. Тој е на власт во неговата општина 11,5 години. 11,5 години ги лаже дека ќе им донесе инвеститори. Еден инвеститор не донесе во неговата општина. И тоа во време кога Македонија е прогласена од Светската банка за пета држава во светот според добрите услови за правење бизнис. Пета во Европа, се извинувам, и 10-та во светот. Кога Македонија е прогласена за држава со најниски даноци во светот, најниска даночна ефективна стапка. Во тоа време, кога во Македонија доаѓаат стотици инвеститори и почнуваат насекаде да се отвораат нови компании, бегаат од Струмица. Едва ги убедивме Johnson Controls, затоа што таму градиме технолошко-индустријска развојна зона и таму е се под ингеренции на централната власт, не зависат од градоначалникот, и затоа отидоа. Бидејќи пред нив се обидоа едни други да отидат во Струмица, кои што исто така државата ги донесе, отидоа, им продаде земја на место за градба на фабрика, за градба на катна гаража. Ги измами луѓето од Холандија. По некој месец кога тргнаа да градат, гледаат не може да градат. Што е работата, градоначалниче? Па имате таква и таква земја што ја продадов, ама не се секирајте, за 6 месеци до 1 година ќе ја средиме работата. Си ги собраа парталите од Струмица, отидоа во Кочани, изградија фабриката, еве стигнаа до 280 вработени од Кочани и Кочанско. Затоа не могат да инвеститори. Затоа што како што си го лажи народот, си ги лажи инвеститорите. Никој не ќе да биде важен. Никој не ќе да биде подседнет. Никој не сака да влегува во ризик. И овој народ не сака да влегува во ризик. Овој народ во Македонија сака известност. Сака да заврши политичката криза во Македонија. Сака да има стабилна влада и стабилна политичка ситуација и известност во неговиот живот и развој. А тоа е можно само доколку ВМРО, ДПМН и коалицијата на следните избори добијат 63 места во парламентот на Република Македонија. Само тоа е гаранција дека ќе имаме завршување на политичката криза и стабилност. Се друго е огромен ризик и голема можност кризата да продолжи. Затоа што гледаме дека од многу страни, како кучиња пред касапница и се навртеле на Македонија. Не смееме да дозволиме да го прават тоа што го правеа во овие 2,5 години. Затоа, драги пријатели, затоа сите треба масовно да излезат. За многу работи. Многу причини имаат луѓето овој пат историски да го поразат СДСМ. И историски ВМРО, ДПМН, коалицијата и македонскиот народ и граѓаните на Македонија да донесат нова победа за Македонија. Победа на многумина. Затоа што ќе се обидат да продолжат. Ќе се обидат со разни игри, дали ќе бараат широки коалиции, ќе бараат 300 чуда. Само и само да продолжи кризата, само и само да се остварат нечии туги интереси. И треба секој да знае дека кога гласа за Заев, гласа за цел пакет што си оди со него. Гласа и за вицето, гласа и за кланот Заеви, гласа и за тендерите што си ги делат само во семејството и понешто на видните партиски членови, како што ги делеа во Струмица, да си ги делат на цела територија на Македонија, целиот буџет на државата да си го свртат кон кланот Заеви. Треба да знаат дека во тој пакет влегува и лажењето на Заев, како што е лажењето дека ќе направи просечна плата од 500 евра. А просечна плата не се прави со одлука, не се прави со закон. Просечна плата се прави со носење на инвеститори и отворање на нови работни места. Колку повеќе има инвеститори и колку се намалува невработеноста, постојните работодавачи за да ги задржат работените ќе мора да им ја зголемат платата, а новите да им понудат многу повеќе за да преидат кај нив. Така е во секоја пазарна економија. Така е на секаде низ светот. Никаде не се зголемува просечната плата или платите со декрет, со одлука или со закон.
Така беше и во Македонија во овие години. Да ве подсетам, во 2006-та, кога ВМРО со коалицијата дојде во владата, просечната плата во Македонија беше околу 11.500 денари. Чекор по чекор, носејќи многу инвеститори, отворајќи многу нови работни места во Македонија. Над 160.000 нови отворени работни места се отворија во Македонија. Просечната плата во Македонија дојде до 22.800, скоро 23.000 денари. Од 11.500 на 23, речи си. Така се зголемува просечната плата. А не со ветување дека ќе се зголеми, туку со носење на инвеститори. Ама човекот не може да се пофали со носење на инвеститори. Не може да каже, ја во Струмица донесов 50 компании што отворија, не знам, по 500, или не мора 50, 5 компании што отворија, еве, по 1000 или по 1500 работни места. Нема такво нешто. И затоа мами и лажи дека ќе донел 500 евра со некаков закон или декрет. Не постои такво нешто. И затоа ќе биде повторно казнет. Затоа што народот него сака неговото лажење и неговиот пакет. И народот памти каков градоначалник беше тој во овие 11.5 години. Знаете што се случуваше и со Глобал, кое што беше класична дивоградба, заради кое што Заев направи класични прекрашувања на законот и заради што, за да избегне казната, добија аболиција од Бранко Црвенковски. И никогаш не побара таа аболиција да му се тргне. Еве сега има такви можности за поништување на аболиција со закон. Што не побара Заев сега да му се поништи аболицијата со закон? Не побарува, затоа што знае дека е виновен. Затоа што кога дојде потоа законот за легализација на диви градби, тој што го има формално Глобал, си поднесе барање во општина Струмица за легализација на дивоградбата Глобал. И градоначалникот на Струмица Заев подпиша легализација на Глобал. Затоа не бара аболицијата да му биде поништена. Таков човек ли ни треба за премиер на државата? Со такви навики, со такво работење, да ни го пренесе тоа од Струмица на Македонија. У Струмица се спремаат да го избркаат сега на локалните избори од општината, а тој сака во Скопје, во владата да влегува. Нема да му го дозволиме тоа. Овие 2 милиона луѓе нема да го дозволат тоа. Драги пријатели, го слушаме како говори дека тој се збогатил во време на ВМРО. Точно е дека ВМРО навистина направи добри услови за правење бизнис и многумина тоа го искористија. Но во неговиот случај не е тоа причината. Во неговиот случај причината е што тој стана богат, се збогати тој и неговото семејство, кога стана градоначалник, а тоа безмалку се поклопува со времето на владење на ВМРО ДПМН. Тој стана градоначалник во 2005-та, ВМРО дојде на власт во 2006-та. Не е збогатувањето само заради ВМРО, пред се заради тоа што стана градоначалник, заради делењето на тендерите на стрини, чишковци, тетки, братучеди и така натаму браќа и целата негово семејство и фамилија. Тоа е неговото збогатување, за кое што и не знае колку пари има. Бидејќи го слушавме како вика 6-7 милиона имаме ние во семејството. Како да е 1 милион 1 денар. Како да 1 милион не е нешто 6-7, тука е некаде, кај да е. Затоа, драги пријатели, ќе кажам, ваков човек ако дојде на чело на Македонија, се што правил досега во Струмица, нешто ќе продолжи, ќе го зајакне на ниво на држава, како премиер кој би станал, затоа што ќе реше, ќе си помисли дека така треба. Еве, така правев 11,5 години, сега ме наградија да станам премиер, значи луѓето тоа го одобруваат. Не смееме да го одобриме тоа. Тоа треба да се казне и сега на 11 декември на изборите и на оние локални што доаѓаат во мај ќе се казни. И тој ќе го почувствува тоа. Драги пријатели, го слушаме во последно време, многу често говори и за работи што се многу значајни за нашата државност.
Државност за која што многу луѓе во минатото, многу наши предци пролеале крв, го изгубиле животот, ги изгубиле најблиските, за да дојдеме до денешната слобода, сувереност, независност, унитарност. Тој, за да ги оствари своите цели и при тоа да возврати и неговиот сценарист да ги оствари своите цели. Ветува работи кои што ќе ни го наруша со животот, ќе ни ја растура државата. И затоа предупредуваме, затоа кажуваме навреме како рано предупредување, што и следува на Македонија, откако самиот тој зборуваше во минатите недели. Да не збориме за оно што зборуваше дека требало да се свитка кичмата и така натаму, него во последните неколку недели почна отворено да зборува дека на цела територија требало да се воведе двојазичност. Тоа си носи последици, тоа носи проблеми. Ние не сме против албанците. Дозволено е за албанците широка употреба на албанскиот јазик во Македонија. И тоа не е страшно, тоа не е лошо. Но двојазичност на цела територија е сосема нова работа и нови проблеми. Како што нови проблеми ќе донесе и неговиот став дека треба да се срушат границите на рамките на рамковниот договор, да се отиде многу понатаму, за да им се додвори на албанците во диаспората. Или пак неговото ветување преку Канал 21, дека ќе дошло време кога и уставот ќе го променеле во насока на сите овие работи. Или пак неговите говори во Швајцарија, каде што ја велича кантонизацијата и ја препорачува и за кај нас. Па доаѓа после него оној пратеникот Грос, кој што не дотепува и ни држи лекции како требало да се изградиме како кантонална држава. Овој нашиот кјути, клати глава, оти се продал. Ветил, што ќе прави? Клати глава и одобрува. Драги пријатели, тоа не и треба на Македонија. И не можеме да молчиме. Не можеме да не го кажеме тоа на граѓаните. Иако планот ни беше да водиме само економска кампања, не можеме да го одмолчиме ова, затоа што ние како политичари имаме одговорност да им кажеме на луѓето што следува во Македонија. Секој човек не е должен да следи се политика и да анализира. Секој си има своја професија. Но наша должност е, како политичари, како одговорни луѓе, да им предочиме на луѓето што овој заговара, што договорил, што ветува, што предлага, што најавува. И затоа јас сум сигурен дека овој пат казната ќе му биде најголема од сите досегашни порази на СДСМ. И приметувате кој го фали. Го фали оној што излезе некој шеф на албанската диаспора, кој што го нарече спасител, Месија, па Фрчко го пофали. Тоа во СДСМ е голема работа, Фрчко да те пофали. Како медаља за храброст да си добил. Па излегоа Дуи. Тие велат, ако ВМРО и коалицијата, тоа го имаше пред 3 дена во Дневник, ако ВМРО и коалицијата немаат доволен број пратеници сами да состават влада, ние ќе бараме, ние да го предложиме премиерот, новиот премиер на Македонија. Ете што ни прави овој човек. Ете каква штета и прави на државата, на сите граѓани, какви компликации создава, за да продолжи кризата понатаму, за да се заплеткаме меѓу себе и да не знаеме како да се отплеткаме. Затоа гласањето треба да биде многу убедливо, многу силно, многу силно, за да се избегнат сите замки кои што ги прави сценаристот преку Заев и преку неговите ставови. Бидејќи народот виде колку работи направивме и колку сега ќе направиме. И треба да се даде подршка на тоа. Овде во Кратово се направија доста работи. Како што кажа Зинго, се гради многу. Се реализираа многу проекти. Но она што ме радува е што невработеноста во Кратово беше во Кратово се вработија 990 лица повеќе отколку во 2006 година. Ако во минатото имаше
вработени 1500 лица во Кратово. Сега има 2490. Од 1500 на 2490 вработени во општина Кратово. Ако беа невработените 2243, сега се 1332. Дали е тоа доволно? Не, се уште не е. Ама оди надолу невработеноста. И некој работи за тоа. Тоа не доаѓа случајно, не паѓа од небо. Некој тоа го изработил, некој работил 15 часа, носил мерки, носил проекти, создавал добра бизнес клима, наоѓал начини да направи држава со најниски даноци, наоѓал начини да ги убеди граѓаните и да ги убеди пред се компаниите да инвестираат во Македонија и тука да отворат нови работни места низ Македонија и да ги охрабри и помогне домашните инвеститори и тие да се прошират во нивното производство, да им помогне да имаат повеќе извоз. Извозот во Македонија достигна над 4 милиарди евра. А толку беше и извозот и увозот во 2006 заедно, при што увозот беше поголем. Тоа се промени кои некој ги изработи и не дојдоа туку така. Ги изработивме ние со помошта на сите граѓани на Македонија, со помошта на домашните компании и инвеститори, но и со помошта на оние кои ги убедивме да дојдат во Македонија и тука да отворат свој бизнис. Овде во Кратово извршивме и реконструкција на регионалните патишта. Од Шопско Рударе до Конјух и од Кратово до Пробиштип, во вкупна должина од 30 километри и вредност поголема од 250 милиони денари. Го саниравме свлечиштето кај регионалниот пат Кратово-Пробиштит, зашто вложивме речиси 1 милион евра. Се изгради патната делница Конјух-Белјаковце, која е дел од патот Кратово-Куманово во должина од 3 километри и 500.000 евра. Ги реконструиравме и повеќе локални патишта. Секулица Шопско-Рударе, локален пат во Трноец, патот Вакав Шопско-Рударе, понатаму Шопско-Рударе манастир Пети Кладеници, Туралево манастир Света Петка Параскева. Изградивме и улица од Страцин до место викано Мало Лепановце во вредност од 90 милиони денари. Тоа е 1,5 милиони евра. 150.000. Во завршна фаза сме со реконструирањето на локалните патишта Кратово, Железница и Каврак Брана Кнежево. Асфалтиравме улици во Страцин вредни 6,5 милиони денари, како и пат од Кетеново до локалитет Камени Кукли, во должина од 3,5 километри. Изградивме нов водовод од Сакулица до Шопско Рудари, во должина од 11 километри и вредност од 5 милиони денари. Ја реконструиравме водоводната мрежа во Железницата, изградивме нов резервоар за средна зона во Кратово и таложник во Црни Врв во вредност од 10 милиони денари. Се изгради и колекторскиот систем на речното корито на река Кратовска во вредност околу 900.000 евра. Се изгради мостот на Крива река во населеното место Куклица во вредност од 3 милиони денари. Се изгради и канализацијата во Туралево и Страцин, како и краци за канализацијата во Кетеново во вредност од 8 милиони денари. Во овие последни 5 години, само во овие последни 5 години, во Кратово од субвенции за земјоделието влегоа 150 милиони денари. 150 милиони денари, тоа се 2,5 милиони евра за земјоделците во Кратово. Направивме реконструкција на 4 училишта. На Кочо Рацин, на Митко Пенчуклиски училиштето, подрачното во Туралево, подрачното во Железница, при што се инвестираа над 17 милиони денари. Преку проектот Рурален доктор, во општина Кратово се посетуваат повеќе села од Рурален доктор. Селата Живалево, Туралево, Филиповци, Кетеново, Криватица, Талешманци, Шлегово, Приковци, Сакулица, Вакав, Шопско, Рударе, Конјух, Татомир, Мушково, Каврак, Близанци, Којково, Луково и така натаму.
Го спроведовме и проектот наш специјалист, за да се овозможи поголема достапност на специјалистички услуги поблиски до местото на живење на кратовчани. Се реализираше и проектот кај многу пензионери, над 260 пензионери го искористија проектот Бањско-климатска рекреација. Се отвори народна кујна за најранливите, дневен центар за деца со посебни потреби. Направивме целосна обнова и конзервација на фасади и на објекти од старата градска архитектура. Ја саниравме и рестартиравме Златкова кула, извршивме реконструкција на кино салата во Кратово. Изградивме еден тениски терен на улица Трета Македонска бригада, 2 повеќе наменски игралишта во Крилатица и Кетеново во вредност од 24 милиони денари. Се изгради и фудбалското игралиште во Кратово во вредност од 24 милиони денари, како и велосипедска патега од Шлегово до спортски терени во местото викано Сванушка, проект вреден 2,4 милиони денари. Се направија многу работи. Се зголемија пензиите во Македонија во просечните за 70%, најниските за 90%. Растеа и платите во јавниот сектор, растеа субвенциите за земјоделците и се планираат нови 600 милиони евра за земјоделците во Македонија за наредните 4 години. Се планираат и нови зголемувања на пензиите за 10,25%. Социјалните помошти ќе растат за 50% во наредните 4 години. Платите во јавниот сектор ќе растат за 10,25%. Минималната плата ќе постепено до крајот на 20 ќе дојде до 14.000 денари. Ќе се движат многу работи и ќе се отвораат нови работни места. Во Македонија се планира отворање на 70.000 нови работни места во наредните 4 години. Многу луѓе ќе го решат своето прашање за вработување. Ќе продолжи проектот Купи куќа за млади, кој што го започнавме годинава и веќе 100 семејства го искористија, со кои што се даваат можности кои што ги нема никаде во светот за некој млад човек до 35 години да купи своја куќа или да изгради или надгради ако веќе има мала. Имаме и нов проект Купи куќа за над 36 години, каде што исто така се дава 10 години субвенции, кофинансирање за ратите, за кредит за луѓето да дојдат до собствен дом, до собствена куќа. Овде во Кратово, драги пријатели, се направија многу работи, но се предвидуваат и многу други. Предвидуваме да се вработат околу 300 работници за локалитетот Плавица, Црн Врв, во општините Пробишти и Пикратово. Доделена е концесијата за експлоатација на бакар и злато за отворање на овој рудник од страна на инвеститорот. Планирани се инвестиции од 200 милиони евра. Се очекува истиот да биде ставен во функција и на подготвителни работи и отпочнување со експлоатација некаде во 2018 или 2019 година. За подобра патна комуникација на Кратово со регионот, значајна е изградбата на експресен пат Ранковце-Крила-Паланка во должина од 26 километри и процената вредност од 78 милиони евра. Експресен пат 4 ленти, чија градба ќе започне во првата половина на следната година. Ранковце-Крила-Паланка 4 ленти, експресен пат 78 милиони евра инвестиција. Предвидуваме и започнување на втора фаза од изградба на хидросистемот Злетовица, што ќе значи инвестирање во систем за наводнување на 4.500 хектари обработлива земјоделска површина. Додека во фазата 3 се предвидува изградба на 6 мали хидроцентрали, проект вреден 65 милиони евра. Предвидуваме и реконструкција на регионалниот пат Ранковце-Ветуница, Крилатица, инвестиција вредна од над 580.000 евра. Ветуваме изградба на локалниот пат Кратово, Горно Кратово, Каврак и санација на свлечилиштето на регионалниот пат Кратово-Страцин. Ке се доизгради и веќе започнатото секундарно поврзување на водоводната мрежа во Кратово, инвестиција вредна 10 милиони денари. Предвидуваме и градба, да продолжи градбата на пругата Белјаковце-Крила-Паланка,
што представува втора фаза од железничкото поврзување со Бугарија во должина од 34 км и буџет од 145 милиони евра. Сега се гради до Белјаковце, ќе почне и од Белјаковце до Крива Паланка, па потоа од Крива Паланка до бугарска граница. Со овој проект се планира положување на нови прагови и шини и обновување на 33 постојни мостови, изградба на 11 нови мостови, изградба на 14 тунели, како и изградба на 2 железнички станици во Кратово и во Гиновце, како и 3 стојалишта во Шопско Рударе, Криватице и во Псача. Предвидуваме градба на нова детска градинка во Кратово. Ке се доврши изградбата на спортската сала и санацијата на училиштето Кочо Рацин во вредност од над 20 милиони денари. Ке изградиме и 2 нови кошаркарски игралишта, баскет игралишта. Во тек сме на реализација на проектите и за изградба на градскиот пазар кој е во тек на градба и на паркинг простор со тротоарите близу до него. Предвидуваме и набавка на 7 најсовремени медицински апарати за здравствениот дом во Кратово. Предвидуваме и повеќе други проекти. И она што е најважно, ние тоа што го ветуваме е добро пресметано и обмислено. Не ветуваме од ракав, не даваме лажни ветувања. Со нас сте на чисто. Тоа што ќе го ветиме ќе се оствари, а ќе се потрудиме и повеќе од тоа, како што тоа го правевме во минатото. Затоа велам, драги пријатели, на следните избори секој од вас гласа и носи 2 одлуки. Едната е за тебе, за твоето семејство, за сите овие проекти за кои говорев и за многу повеќе кои ги има во нашата програма или кои ги направивме во минатото. Втората одлука е одлука за Македонија. Во каква Македонија сакаме да живееме? Дали во Македонија во која се гради и ќе се гради, се создава и ќе се создава? Македонија во која се решаваат и ќе продолжат да се решаваат проблеми. Македонија во која ќе се отвараат нови работни места, како што досега се отвараа. И уште повеќе од тоа. Македонија во која се решаваат проблемите на луѓето, во која има влада која што се грижи за народот, која е зад него секогаш кога треба, која го следи неговиот пулс и ги решава најприоритетните проблеми. И влада која што бара подршка од сопствениот народ и работи за него. Или пак за политичка опција, која што создава кризи, хаоси, која што се договара со разни криминални и разузнавачки структури за да дојде на власт, не внимавајќи на интересите на државата и нацијата. Структура која го потценува сопствениот народ, постојано го лаже и постојано го потценува. Затоа велам, колку и некому да му изгледа комплицирано, одлуката е многу едноставна. Одлуката е многу едноставна затоа што тоа се тие 2 алтернативи. Се друго, оние помали партии што се здружиле по 2-3 малечки, тоа се наменски направени колку да одземат некој глас од нас. Сценаристот ги обмислил и нивното постоење и нивното значење. Тие нема да добијат ниту еден пратеник, и нивната намера и цел зошто се направени е само ако може да одземат нешто од нашето гласачко тело, со лаги и со интриги. И тие потоа ќе бидат заборавени. Давањето глас за нив е фрвање на вашиот глас. Давањето глас за ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија е победа на Македонија. Победа на сите сили кои имаат други планови со Македонија. Победа на суверена, независна и унитарна Македонија. Победа на економски мокна Македонија, каква што градиме и ќе продолжиме да градиме. Да живее Кратово, да сте живи и здрави. Да живее победничко Кратово. Победуваме на 11 декември. Победува Македонија. Победува ВМРО и коалицијата. Победуваат граѓаните на Македонија. Да живее Кратово, да живее Република Македонија. Да сте живи!